Саботно издание на регионалните вести. Проблемот со паркирањето во Тетово никако да се реши. Зонското паркирање се уште не е спроведено до крај, а во градот нема отворено нови паркинзи. Недостигот на слободни паркинг места се зголемува и со доаѓањето на печалбарите. На булеварот Маршал Тито во центарот на Тетово функционира само една коловозна лента. Сообраќајницата е блокирана од паркирани возила. Возачите велат дека сообраќајниот хаос во градот се создава токму поради недостигот на слободни паркинг места, па тие мора да паркираат на улици, на тротоари, на јавни површини. Нема и место за паркирање, тоа доволно. Метеж, како што гледате, паркирање нема. Гужва е, брат, што ти кажа? Хаос. Нема место никаде. Не знам што ти. Како се сноѓате? Никако, појке пешки идемо него со кола. Поред мене паркинг нема овде код пазара, па и горе нема. Проблемот со паркинг просторот најголем хаос создава во тетовските мала, каде автомобилите се паркираат пред домовите на жителите, а тротоарите се целосно узурпирани. И кај нас е катастрофа. Дури со колата, кај сакам да излезам од гаража, не можам да излезам. Цела нова населба дојде на Чавајдешко мало е блокирана. Околу паркот, дури у паркот возила става. Во градот има 600 слободни паркинг места, наспроти одредени полициски извори, кои говорат дека во овој период од годината кога доаѓаат печалбарите, бројката на возила кои гравитираат во градот изнесува 60.000 и покрај огромниот недостаток на места за паркирање, јавното претпријатие Градски паркинг Тетово 3 години од неговото формирање не успеа да обезбеди нови затворени паркинзи, катни гаражи и слично. Зонското паркирање го воведува само на неколку улици во центарот на градот. Овој начин на паркирање се уште не ги опфаќа ниту целосно булеварите Благоја Тоски и Линденска, а во периферијата на градот зонското не е ниту на повидок. Од предпријатието велат дека паркирањето во рамки на зоната се одговлекувало, затоа што полицијата подолг период не им давала дозвола да ги спроведат ваквите сообраќајни решенија. Проблемот со зонското велат е надминат, а нови паркиралишта ќе се отворат, откако финансиски ќе се зајакне предпријатието. Во тек е подготовка на проект за проширување на зонското паркирање во градот. Именно тоа ќе се прошири во текот на летото. Значи се чека на одобрение од страна на сектора за внатрешни работи при СВР Тетово. И со тоа ќе имаме 200 дополнителни паркинг места во нашиот град. Проблемот со паркирањето во градот според сообраќајните експерти се влошува и поради неконтролираниот урбан хаос во градот, каде се градат огромни висококатници без да им се обезбедат на станарите паркинг места, а дел од огромните зданија се градат и на поранешни паркиралишта, како во случајот со новиот театар во Тетово. Околу 12.200 лица од Тетовско се водат како невработени, што е намалување за околу 2.500 во однос на истиот месец лани. Сепак и оваа бројка е доволно голема, па Тетово го зазема неславното второ место по бројот на лица без работа. Опаѓа бројот на невработени лица во Тетовско, како што Агенцијата за вработување на Република Македонија објави на својата интернет страна. Во Центарот за вработување Тетово заклучно со месец април се пријавиле 12.227 лица, што е за 2.479 невработени лица помалку во однос на истиот месец лани. Во септември минатата година бил регистриран најголем број на лица без работа во Тетовско, речиси 15.000. Според половата структура, најголем број од невработените во Тетовско се мажи, 8.130. Според образованието, најмногу од невработените се со основно образование, но има и магистри. Во споредба со другите градови во Македонија, Тетово е втор по бројот на невработени, по градот Скопје кој има 17.404 лица без работа. Од друга страна во Тетовско тековно се отворени 266 слободни работни места, што ако се спореди со другите градови е релативно малку. Повеќе слободни работни места според податоците на Агенцијата за вработување се бележат во дури 9 други градови. Ако се излистаат објавените огласи, може да се заклучи дека во Тетовско најмногу се бараат реонски унапредувачи на продажба или популарно комерцијалисти. На ниво на земјава најмногу слободни работни места се регистрирани за хигиеничари на стамбен и деловен простор.
Агенцијата за вработување на Република Македонија спроведе анкета меѓу работодавците во земјава со цел да ги утврди потребните вештини на пазарот на трудот. Во истражувањето меѓу другото биле вклучени 194 работодавачи од Полошко. Анализата на добиените податоци покажува дека најмногу вработувања се очекуваат во преработувачката индустрија, потоа следува трговијата на големо и мало и во градежништвото. Прашаните работодавци од Полошко рекле дека во наредниот период имаат потреба од вработување од 288 лица, односно најмалку во однос на другите работодавачи во земјава. Понатаму според степенот на потребно образование, од очекуваните нови вработувања најмногу ќе бидат за лица со завршено високо образование, потоа лица со завршено средно и висше образование, а најмалку од новите вработувања се за лица со завршено основно образование. Имајќи го во предвид степенот на потребното образование, според искажаните потреби од анкетираните работодавачи, приоритет при новите вработувања ќе имаат лицата со следните занимања: програмер, машински инженер, комерцијалист, фармацевски техничар, шивач, продавач, градежен работник, хигиеничар на производствени работни простории. Како што покажа истражувањето на Агенцијата за вработување во врска со барањата за посебни знаења и вештини, потенцијалните кандидати за вработување треба да знаат странски јазици и основни компјутерски апликации. При тоа работодавачите ја нагласуваат потребата од задолжително поседување на сертификати за стекнатите знаења. Меѓу другите вештини се нагласува и потребата од комуникацијски вештини, амбициозност, одговорност, доверливост, прецизност, тимска работа, вештина за внес и читање на податоци, флексибилност, вештина за продажба и маркетинг и вештини за менаџирање. Пораст од 13% бележат реализираните јавни приходи во основниот буџет на општина Гостивар за првиот квартал од годинава. Реализираните јавни приходи во основниот буџет на општина Гостивар за првиот квартал од 2018 година, споредено со истиот период минатата година, бележат пораст од 13%. Во првиот квартал од минатата година биле реализирани 60.799.493 денари, додека во истиот период оваа година наплатата достигна 68.502.722 денари. Според општина Гостивар, најголемо влијание во овој пораст има наплатата на данок на имот и на комуналните такси, односно делот од даноците кој зависи од ангажирањето на општинската администрација и зголемување на довербата на граѓаните во институцијата општина. Кај данокот на имот имаме пораст за дури 42%, односно од 11.770.673 денари во првиот квартал од минатата година на 16.719.149 денари за првиот квартал од оваа година. Значителен пораст имаме и во наплатата на комунални такси, 12%, односно 14.203.738 денари во првиот квартал од 2017 година на 15.909.149 денари во првиот квартал од 2018. Овие две ставки на приходите од даноците всушност се оние врз кои влие довербата на граѓаните во општината како институција, но и посветеноста на општинската администрација, објаснува раководителот на секторот за финансии и буџет Садри Елезе. Од општина Гостивар апелираат до граѓаните редовно да ги плаќаат даноците и комуналните такси, кои потоа им се враќаат во форма на инвестиции и услуги за поквалитетен живот. За случајот со исчезнувањето на 73-годишниот жител на Мала Речица, пријавен од страна на неговиот син, за кој што објавивме вчера, од МВР денес информираат дека лицето се вратило во својот дом, откако бил во некој хотел каде преспал. Дестабилизација на времето и услови за локално невреме со врнежи од град за викендов во западните делови од земјава, најавуваат од Управата за хидрометеоролошки работи на Република Македонија.
Управата за хидрометеоролошки работи на Република Македонија за викендов во западните делови најавува дестабилизација на времето и услови за локално невреме со врнежи од град. Според прогнозата на метеоролозите, денес и утре на повеќе места ќе биде нестабилно со поурен дожд и грмежи, а локално процесите ќе бидат поинтензивни со засилен ветер и услови за појава на град. Во сабота повеќе во западните делови на земјава, а во недела во источните делови. Локална нестабилност ќе има и во почетокот на наредната недела, поизразена во вторник. Утрово во Полошко минималната температура упадна до 13 степени, а дневната се искачи до максимални 29 степени. Во текот на утрешниот ден се очекуваат минимални температури во интервал од 11 до 14 степени, а дневните ќе се движат до максимални 27 степени Целзиусови. Постепено стабилизирање на времето според прогнозата на метеоролозите се очекува од среда, кога времето ќе биде сончево со умерена облачност и со температура до 30 степен. Автомотосојузот на Македонија препорачува внимателно возење, прилагодување на брзината на движење и почитување на сообраќајната сигнализација, особено во клисурите и засеците каде е можна појава на одрони. Посебно внимателни возачите треба да бидат на патот Гостивар Стража и на Маврово Депер Струга. Прилагодување на брзината и почитување на поставената времена сообраќајна сигнализација се препорачува и поради изведување на градежни активности. На регионалниот пат на потекот село Ратаја и село Шемшово, јавното претпријатие Македонија пат изведува надградба на коловозот. Воспоставена е забрана за сообраќај за тешки товарни возила, додека останатиот сообраќај се одвива по алтернативни патишта. По изминување на зимската сезона продолжуваат градежните работи за рехабилитација на државниот пат А2 делница од Гостивар, мост кај село Здуње до село Колари, како и санација на мостовите на истата делница во должина 28,5 километри. Во моментот се изведуваат градежни работи на мостот Анасова река во должина од 110 метри. Сообраќајот се одвива по една сообраќајна лента, а истиот регулиран со семафори. Вкупното време траење на рехабилитацијата на сообраќајницата и мостовите е предвидено да трае до септември 2018 година. Утре православните верници ќе го одбележат денот посветен на светиот цар Константин и неговата мајка царица Елена. Празникот со црковно-народен собир традиционално ќе се слави во селата Блаце и Вратница. Денот посветен на светиот цар Константин и неговата мајка царица Елена, православните верници ќе го одбележат во недела на 3 јуни. Празникот со црковно-народен собир традиционално ќе се слави во селата Блаце и Вратница. Во патроната црква во село Вратница чествувањето ќе започне во 7:30 часот со света божествена литургија, пошто во 10:30 часот ќе бидат прережани кумските колачи. Одбележувањето на празникот Свети цар Константин и царица Елена во Вратница ќе биде збогатено со културно-уметничка програма со настап на Кут извор од Игуновце. Во патроната црква во село Блаце пак чествувањето во недела ќе започне во 8 часот со света божествена литургија, пошто во дворот на црквата следува режење на кумските колачи за одредување на идните кумови. За сите присутни годинешните кумови ќе приредат братско-сестринска трпеза на љубовта, а прославата ќе продолжи со музика во живо во црковниот двор. Црковните одбори при црквата Свети Константин и Елена од Блаце и при црквата Свети Константин и Елена од Вратница по повод патрониот празник ги покануваат сите православни верници масовно да присуствуваат на прославите. На 25 мај стапија во сила новите правила за заштита на личните податоци во рамките на Европската Унија. Што тоа значи и со какви последици се соочуваат компаниите, но и обичните луѓе? Што се прави во Македонија на овој план? Следува телевизиската тема на неделата на Радио Слободна Европа. Добре дојдовте во темата на неделата. На 25 мај стапија во сила новите правила за заштита на личните податоци во рамките на Европската Унија. Што тоа значи и со какви се последици се соочуваат компаниите, но и обичните луѓе? Новата регулатива се однесува пред се на компаниите во рамките на Европската Унија.
но и на сите други кои имаат клиенти во Унијата. Јасно се пропишани правилата за собирање и користење на личните податоци, но се предвидени и ригорозни казни за оние што ќе ги прекршат. Многумина се сомневаат дека компаниите ќе најдат нови начини за заобиколување на регулативата. Серија нови мејлови на вашата адреса деновиве. Тоа е поради GDPR или новата регулација за заштита на податоците во Европската Унија. Мора да одобрите за да можете и натаму да користите одреден сервис или апликација, но под јасни услови и правила. Компаниите пак се обврзани да не ги злоупотребуваат личните податоци, а за секое користење да ги известат луѓето. Технолошкиот уредник на Reuters, Даглас Басвайн, појаснува. There's a feeling that these big platform companies, the social media, the e-commerce companies from Silicon Valley know too much about us, that they're collecting data, they're doing corporate surveillance, and in Europe, politicians, the people don't like it so much. Новите правила важат не само за бизнисите во Европската Унија, туку и за сите други бизниси кои имаат клиенти во Европската Унија. За компаниите тоа значи нема веќе криење на условите за користење на личните податоци во рамките на општите услови за користење. Како се заштитени податоците? Задолжителен одговор во рок од 72 часа во случај на протекување информации и казна до 4% од годишната добивка на компанијата доколку има злоупотреби со податоците. Големите компании мора да имаат и одговорно лице за заштита на личните податоци, кое ќе се грижи за примена на правилата. Ања Пропс, адвокат, смета дека компаниите ќе мора добро да размислат дали ќе ги злоупотребат податоците. But if I do so, and someone finds out about it, that's the end of my business. Because A, I could be subject to massive fines from the Commissioner, B, I could be sued by the thousands of individuals whose data I've processed, and C, I've got to think about the reputational damage that I suffer if this goes public. Дефиницијата за личните податоци со новите правила е проширена и на биометриските податоци, вклучувајќи ги и отпечатоците, како и скенирањето на окото, но и расната и верската припадност и религијата. Австрискиот адвокат Макс Шремс, кој веќе подолго време се занимава со проблематиката во врска со личните податоци, смета дека сега е многу битна строгата примена на овие правила. Basically, this business model of you get a free service and you pay with your private information, that is something that GDPR prohibits. I think the law is very clear on this issue. The companies just obviously violate it, try to kind of look the other way, and I think it's probably going to go down to penalties. Шремс додава дека клучна улога ќе имаат оние што го контролираат спроведувањето на правилата, дали ќе бидат ригорозни кон компаниите или ќе ги толерираат. И во Македонија се подготвува нов закон за заштита на личните податоци со цел усогласување со европската регулатива. Најмногу поплаки од македонските граѓани има за злоупотребата на личните податоци преку социјалните мрежи. Надлежните велат дека по пријавите од граѓани реагираат во најбрз можен начин. Граѓаните најмногу се жалат на повреда на личните податоци на социјалните мрежи. Во извештајот на Дирекцијата за заштита на лични податоци за 2017 година се наведува дека имало 376 представки за повреда на правото на заштита на лични податоци. 3 од 4 од овие представки се однесуваат на социјалните мрежи. Слична е ситуацијата и во претходните 2 години. Генералниот секретар на Дирекцијата за заштита на личните податоци Игор Кузевски вели дека најголем дел од овие претставки се однесуваат на злоупотреба на личните податоци на Facebook. Па ние имаме воспоставено така наречена жешка, црвена линија, црвен телефон, со администрацијата на Facebook во Ирска, а во случај кога се случуваат злоупотреби поврзани со конкретно со мрежата Facebook, па и Instagram, ке речем. Она што е важно, очекуваат граѓаните промптна реакција, што е за разбирање, но не е тоа секогаш возможно и дирекцијата со максимални напори преку таа жешка линија обезбедува најчесто во 99% случаи реакција помеѓу 24 до 48 часа со цел да се помогне на оние кои што им бил злоупотребен профилот на Facebook или пак чии лични податоци били во поширока смисла на зборот злоупотребени. Најчести повреди минатата година биле пријавени на Facebook, Instagram, Skype, Twitter, YouTube, а имало и поплаки за злоупотреба на личните податоци на порно платформата Pornhub.
Повредата на личните податоци зачести со брзиот развој на информатичките технологии и експанзијата на социјалните мрежи, не само во Македонија, туку и во светски рамки. За разлика од 2006 година, кога имало само 8 барања од граѓани за утврдување повреда на правото на заштита на личните податоци, за 10 години тој број е зголемен за 50 пати. На 25 мај во Европската Унија стапи во сила општата регулатива за заштита на личните податоци. Регулативата има за цел да држи чекор со времето и генерално се однесува на заштита на личните податоци на интернет. Дирекцијата веќе има подготвено закон кој е во согласно со европската регулатива и кој треба да биде донесен годинава. Новата регулатива, односно новиот закон ги пресретнува ваквата нова реалност, дека обработката на лични податоци се случува најчесто, нема да речам секогаш, на автоматизиран начин, значи во електронски формат. Дали е тоа преку интернет, дали е тоа преку имейл комуникација, дали е тоа преку SMS комуникација, дали е тоа преку Skype, преку Messenger, преку Facebook, преку Viber и така натаму, преку било кој тип на комуникација, во основа се врши обработка во електронски формат. Следствено на тоа, ризиците од евентуална злоупотреба се драстично зголемени како такви. Во прва инстанца ќе речем злоупотреба на личните податоци, за во втора инстанца да биде најчесто да викам во пракса главниот напад, што е лукративната побуда во позадина. Се употребува лажен идентитет од некого со цел да се постигне некаква финансиска цел во втора инстанца, иако не секогаш најчесто така. Новата регулатива има за цел да ги минимизира ризиците од вакви злоупотреби. Тоа беше се во оваа издание на темата на неделата, во која се осврнавме на новата регулатива на Европската Унија за заштита на личните податоци. Нашите содржини можете да ги следите и на социјалните мрежи, како и на YouTube. До гледање. Предпладне имавме сончево време со умерена облачност. Од пладне на повеќе места нестабилно со пороен дожд и грмежи. Утринските температури се движеа од 13 до 19, а дневните од 21 до 29 степени. Вредноста на UV индексот изнесуваше 7. Утре не очекува сончево и топло време, а попладне на повеќе места нестабилно, со пороен дожд и грмежи. Утринските температури ќе се движат од 13 до 18, а дневните од 20 до 28 степени. Вредноста на UV индексот ќе изнесува 8. Вестите ги завршуваме. Пријатно.